Сатнам! Среќна и берекетна полна месечина за сите. Денеска е 20 септември 21 година и се вклучуваме заедно во енергијата на полната месечина. Овој пат полната месечина е во знакот на Риби. Полната месечина го представува нашето емотивно тело. За време на полната месечина чувствуваме кулминацијата која се случува на планот вода. Месечината исполнува својата фаза и ова е климакс на месечината кога се што е абсорбирано во изминатиот период од почетокот на новата месечина до овој миг е во својот климакс, за да може да созре и да биде ослободено и пуштено. Истото се случува и со нашето емотивно тело. Нашето емотивно тело го достигнува својот врв и е момент кога пуштаме, ослободуваме, за да бидеме во проток со моменталната енергија. Кога е во Риби, имаме дополнително вода. Рибите се воден знак и ова навистина дава уште подлабока содржина на нашите емоции кога сме вклучени во изворната природа на нашето емотивно тело. Нашето емотивно тело е нашиот женски аспект, нашата креативна енергија, нашата содржина преку која го доживуваме животот, го привлекуваме животот и го споделуваме животот. Ова е нашата водена енергија и сето се случува во космичкиот океан на рибите. Рибите не поврзуваат со огромниот океан, со апсолутниот океан во кој сите води се спојуваат. Од секоја капка до секоја притока, секоја река, езеро, море, се е споено во космичкиот океан на рибите. Тоа е единството, тоа е духовната енергија што е во нас и што е во се. Вообичаено имаме навика да држиме многу. Ако не ја испразниме емотивната енергија и не ја слободиме за време на полна месечина, оваа емотивна енергија останува со нас. Ако се сетиме, кога се селиме или кога правиме генерално чистење во домот, кога ќе ги отвориме шифонерите, натре има еден куп работи. Почнуваме да прегледуваме, некои од работите сме ги купиле, сме ги користеле еднаш два пати и толку. Складираме се низ годините и чуваме. Толку многу сме обседнати да купуваме нови предмети и да складираме, што забораваме и зошто воопшто го правиме тоа. Нашите шифонери носат тежината на минатото и на годините. Тоа се случува и со нашето тело. Нашето тело е нашата земја. Телото памети се што сме правеле. Кога ги правиме нашите прочистувања овде во Преспа и кога ќе почнеме да чистиме од телото, кога ќе одиме низ сите протоколи, дури тогаш гледаме колку многу сме абсорбирале, колку многу држи нашето тело. Но се до мигот додека не почнеме со чистење, ние не знаеме што има во нашето тело, не знаеме што има во нашите шкафови. Полна месечина е време за да ослободуваме, време за да чистиме. И тоа го правиме природно, и тоа го правиме со волја, бидејќи ако веќе сме го правеле до сега, знаеме што значи кога сме ослободени во емотивното тело. Нема кој од нас што не го сака чувството на леснотија, чувството на убавина во нашето емотивно тело. Со знакот на рибите, месечината дополнително има можност за комплетирање, што значи и нов почеток. Рибите се последен знак од зодијачкиот круг. Тие означуваат комплетност. Тие означуваат целина, завршување на одреден круг. Но
означуваат и нов почеток, бидејќи емотивната вода кружи циркуларно, ова е вортекс енергија, од каде што почнува, таму и завршува, па така секогаш почетокот е проследен после завршетокот, но и завршетокот секогаш означува нов почеток. Рибите ни даваат простор и можност да се издишаме, за да го земеме следниот нов здив. Го правиме ова преку чисто кристален ум. Го правиме ова преку будноста и можноста да бидеме присутни во земјата, нашето тело, во свесноста, нашиот ум и во доживувањето нашите емоции. Кажав, вообичаено нашето тело има акумулирано премногу чува од минатите години. Нашето тело може да ослободи, но треба да му се даде можност да ослободи. Истото се случува и со емотивното тело. Ова што го правиме тука е ослободување на емотивното тело. Медитираме за да дојдеме во чист, јасен простор во умот, од каде што со волја и со намера пуштаме. Пуштаме тоа што сме го држеле во нашето физичко и емотивно тело. Како пар, рибата и девицата се комплементарни на овој начин. Девицата е нашето тело, нашата земја, рибите се нашата вода, нашето емотивно тело. Водата се абсорбира во земјата и дава плодност. Создава услови да може да расте нов живот. Но ако не е освестен новиот живот и не е освестена водата и земјата, се што ќе се случи е кал. Оваа кал може да биде и жива песок, во која едноставно тонеме и пропаѓаме кога не сме свесни за енергијата ниту на земјата, ниту на водата. Па така, стагнација се случува кога телото не е прочистено. Мрзоволно се случува, неволја да се биде присутен, се случува кога телото не е прочистено. Домот почнува да се замирисува кога старите работи висат под зидовите, седат по шкафовите. Нели, сме приметиле, таму во дом кај што ќе влеземе, каде што се чуваат од пра, мириса поинаку. Енергијата е премногу застоена, стагнирана. И нашето тело е стагнирано ако не биде прочистено. И нашиот ум е стагнантен и не може да се отвори кон вистината на рибите ако ги чува старите навики на однесување. Со полната месечина во риби се ослободуваме од товарот, го прочистуваме умот, за да бидеме присутни во празнење на емотивното тело, кој го правиме со намера и волја, и да излеземе од тие емотивни програмирања кои условуваат нашата реалност и да живееме од чистиот простор на рибите, кој во секој миг, овде и сега, ни е достапна енергијата на тоталитетот, енергијата на огромниот космички океан, кој ги облагородува сите форми на живот. Ке се вклучиме, ке направиме медитација за прочистување на психата, балансирање на физичките елементи и сме во согласност со моменталната енергија и подготвени да одговориме на конкретната енергија за време на оваа полна месечина, што не подготвува всушност за младата месечина. Има комплетен крај, но секогаш е за нов почеток. Ова е природата на вортекс, циркуларната енергија. Се ни исправено за тие што сме нови. Јас сум Харипалкаур Кристина.
Заедно правиме редовно медитации на полна и млада месечина и други поважни настани. Правиме заедно 40 дена медитации и сите овие часови се бесплатни и се создадени да ни помогнат да пливаме во водите на космичкиот океан во леснотија и благосостојба. Ако сме нови, може едноставно да се воведеме во часот така како што е, за се друго можеш да научиш дополнително, да ме контактираш и да добиеш повеќе информации околу кундалини йога. Седни во лесна положба, исправен грбот, исправен рбетниот столб. Диши длабоко. Издиши. Диши. Издиши. Диши. Издиши. Протри дланките. Се вклучуваме со Ади мантра. Мантрата е под видеото, ако прв пат се среќаваме. Активираме со звукот во центарот на главата. Gurudev Namo. Namo. Gurudev Namo. Om Namo. Gurudev Namo. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Диши длабоко. Диши, 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 диши до крај. Повлечи мукбанд. Издиши. Издиши. И ослободи. Ослободи ги рацете. Ја правиме киртан крија, ја користиме мантрата Са, Та, На, Ма. Са е бесконечноста, Та е раѓање, На е живот, Ма е смрт или трансформација. Ова е циклусот на космичкиот океан, кој континуирано се одвива и влегува од една фаза во друга во секој миг. Овие универзални звуци ги проектираме како влегуваат од седмата чакра и излегуваат од третото око. Користиме 3 звуци, а тоа е човечки глас, ангелски глас и гласот на космосот во тишина. Са, Та, На, Ма има и мелодија заедно со киртан крија. Мелодијата е Са, Та, На, Ма, тоа е за човечки глас. Са, Та, На, Ма за ангелски
за космичкиот звук е безчујно, ја движиме устата, но не пуштаме звук. Додека ја кажуваме мантрата, палецот се соединува со квалитетите на Јупитер, внатрешното знање, внатрешната мудрост, Сатурн, трпение и нашиот учител, гуру. Потоа е Сонцето, нашата витална енергија, и Меркур, енергијата на нашето изразување. Има притисок со двете раце, додека ги движиме прстите. Дланките одмараат на колена, очите се затворени и гледаат кај третото око, додека го кажуваме звукот и го проектираме низ третото око. Подготви се и почнуваме. Се менува, вообичаено оваа медитација правиме 31 минута, тогаш е 5 минути гласно, 5 минути тивко, 10 минути тишина, 5 минути тивко, 5 минути гласно и 1 минута рефлектираме. Сега ќе направиме како 11 минутна медитација. Јас внимавам на времето, ти само следи го гласот. Сатанама, 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 Сатанама,
receba mentalment. Sa, ta, na, ma, 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 sa, ta,
Satanama, 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 Satanama. Bez zvuk, bez dviženja slušaj mantrata mentalno. Диши длабоко, суспендирај здивот најдолго што можеш. Издиши, 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 диши. Ослободи. Диши. Издиши. Дозволи емотивното тело да ослободи во огромноста на космичкиот океан. Ослободи ги стагнираните емоции кои биле програмирани во минатото. Ослободи ги менталните програмирања кои те ограничуваат
во умот. Дозволи телото да се релаксира, ослободено од менталниот хаос и емотивните турбуленции. Уживај во протокот со месечевата енергија на рибите. Диши лесно. Издиши. Врати се назад. Вахегуру. Раздвижи нозете, можеш да ги отвориш ако ти се здрвени. Направи неколку протресувања. Приземи се. Во моментот, веднаш до месечината е и Нептун. Нептун е планетата на рибите и Нептун ја представува нашата енергија која не поврзува со единството, нашата вистина. Ова е отворен портал кој ни овозможува веднаш да се поврземе и да бидеме поврзани со огромниот космички океан и да го чувствуваме единството на сето што е. Кога сме свесни и кога сме будни. Од друга страна, Нептун ги представува и нашите верувања кога сме заспани и тоа што мислиме дека е како што е. Но нашите верувања не секогаш ја отсликуваат реалноста. Многу често се ментални програмирања абсорбирани преку личното искуство. Ти благодарам за учеството и вниманието. Сподели со твоите блиски пријатели. Секој има корист од прочистување на умот и емотивното тело. За тие што сме нови, имаме нов курс, онлайн курс по кундалини йога. Ова е прекрасен начин на кој практикуваме добра состојба и благосостојба. За повеќе информации можеш да ми пишеш. Сатнам! Дланките во молитва. Насочија енергијата во центарот на срцето. Од овој хармонизиран простор се наоѓаме во космичкото срце. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on, guide your way on. Satnam, Satnam, Satnam.
Любов засита, мир засита, светлина засита. Сатнам.